биде со мене Бог, нека бидам сам. Да биде со мене Бог, значи да сум брат. И преку облаци сјај, ке ме прати тој. Да биде со мене Бог, неке бидам сам, тој ке биде мој, верен пријател, ке ме прати сам, искрено до крај, и преку облаци сјај, ке ме прати тој. Да биде со мене Бог, неке бидам сам, тој ке биде мој, верен пријател, ке ме прати тој, искрено до крај, и преку облаци сјај, ке ме прати тој. Да биде со мене Бог, неке бидам сам. Срдечни поздрави од Словачка до сите кои ме слушате, гледате во Македонија и надвор од Македонија. Би сакал да ве охрабрам од Словото Боже, кој се наоѓа во првата книга Мојсеева, Битие, 18 глава, од 1 до 33 стих. Таму ни се зборува како тројца ангели доаѓат, го посетуват Авраам, и како Авраам ги прифаќа, им припрема ручек, и после на завршетокот на ручекот, Господ му рече на Авраам дека следната година, кога повторно тие ќе дојдат кај него, неговата жена ќе роди син. И кога Сара слушаше од надвор тој разговор, таа се насмеа. И тогаш еден од луѓето кои беа таму, тоа беше за секој случај ангел, рече: зошто Сара се смее? Зар има нешто невозможно за Господа? И тогаш знаеме дека ангелите отидоа, и кога отидоа во смер на градовите Содом и Гомора, Господ го откри својот план на Авраам и му рече дека тој гревот на граѓаните во Содом и Гомора стигна до небото, и тој сега оди да го разгледа тој случај и дека ќе му суди на тие два градови. Тогаш Авраам почна со посредничка молитва да се моли. Што можеме од овој текст да се поучиме? Темата која сакам да зборам денеска е невозможната моќ Божја. Бог даде на ветување на Авраам во Битие 12 глава 1-3 стих дека преку него ќе повдигне голем народ и дека преку тој народ ќе ги благослова сите народи во светот, сите и племиња. Но колку години требаше Авраам да ги чека исполнувањето на тие Божи ветувања? Не знаеме дека 25 години Авраам требаше да чека да тие ветувања се исполнат. И Авраам заедно со неговата жена Сара поминува преку време на искушение, преку време на криза. Сара не можеше да роди, беше нероткиња. А не само тоа, таа веќе беше во стари години, кога повеќе како жена не можеше да зачне и не можеше да роди. И секој еден од нас, кои веруваме во Господа, нашата вера треба да помине преку испитување. И јас сум пресведочен дека и ова криза сега, со овој вирус, корона, навистина е големо испитување на целата црква Христова по целиот свет, на сите христијани. Каде е нашата вера? Дали имаме страх или имаме вера? Би сакал да ви кажам, драги слушатели кои ме слушате сега, дека верникот ќе биде оправдан со вера. Во најтешките моменти во својот живот, со верата можеме да ги поминеме тие кризи, тие тешки денови.
ако ја немаш верата, ако ја немаш надежта, тешко може да обстанеш во тие тешки денови. Тешко може да имаш сила да одеш напред. И затоа, секој едно ветување Боже, а ги имаме 7000 ветувања во Библијата, тие ветувања се надеж за нас луѓето. И таа надеж Господ дава дека преку Израел тој сака да ги благослови сите народи, сите племиња, па и македонскиот народ, па и ти, кој ме слушаш преку овие медиуми. Да, може би тогаш Аврам и неговата супруга се прашуваа, каде е Бог во таа криза? Зошто Бог не ги исполнува своите ветувања? Може би Бог заборавил на своите ветувања. Мили пријатели, сакам да ви кажам дека Господ Бог ги држи своите ветувања. А кои се тие три работи што може да ги поучаме во врска со ветувањето? Првата работа, дека Бог никогаш не ги заборава своите ветувања. Да, може би и ти сега се осеќаш осамен. Може би си мислиш, па каде си Боже? Зошто не слушаш моите молитви? Се осеќаш сам во Италија или во Швајцарија или во Германија или во Австралија или може некој од вас сте во Канада. Може би се осеќате осамени. Сакам да ве охрабрам преку овие зборови, како што Бог ја охрабри Сара, која беше стара и која долги години го чекуваше Божето ветување, дека Бог никогаш не ги заборава своите ветувања. Второ нешто што можеме да се поучиме од овој текст, дека Бог не ги враќа своите ветувања. Не ги зима назад. Ние луѓето често пати, кога ветуваме на многу луѓе, си ги повраќаме своите ветувања. Но Бог не е човек. Кога тој ќе излезе збор од неговата уста, тој не го враќа повтор назад тоа зборче. Тој е верен на своите зборови. Тој е верен на Божите ветувања. Тоа што Бог го рекол, мора тоа да го исполни и никој не може да ја застави Божјата работа. На едно место Исус вели, јас ја изградувам својата црква и вратата на пеколот нема да ја сруши. Ѓаволот, па и неверноста на луѓето на овој свет не може да го застават Божјиот план. Бог тоа што го вети на Аврам, го гледаме во книгата на Откровението, како народи од сите племиња, од сите народи го слават Господа. Алелуја! Бог е верен на неговите ветувања. Значи, Бог не ги заборава своите ветувања. Второ, Бог никогаш не ги враќа, не го одвраќа своето ветување. И трето, Бог никогаш не е ограничен од тешкотијата на неговите ветувања. Ништо, значи, тој е многу поголем од нашите проблеми. И сакам да ти кажам, драги пријатели, мили слушатели, може би ѓаволот сега ви покажува дека овој проблем кој го створи коронавирусот е многу голем. А Бог е тако маличок. Не е вистина. Проблемот за Господ е таков маличок, а тој е огромен. Бог е голем. Тој знае како да ги реши тие проблеми. Тој има целата контрола. И затоа сакам да те охрабрам и тебе, драги слушатело. Било каде да се наоѓаш, да твојата вера не биде слаба, бидејќи во кризата, кога непријателот, ѓаволот те искушува, како што беше Лот искушаван, или Аврам, или Јоб беше искушаван. Ѓаволот сака да ја уништи твојата вера, да ја ослаби твојата вера, но нека тоа искушение, преку кое сега сите поминуваме, преку овие проблеми, нека не ја сруши твојата вера, нека твојата вера биде отврстена, нека биде јака во Господа Исуса, бидејќи Бог не ги заборава своите ветувања. Бог не си го враќа назад својот збор на ветување. И потрето, Бог никогаш не е ограничен, нема проблем кој може да ги заставе неговите ветувања. Интересна работа е што Господ, Бог имаше пријателски однос со Аврам. И му го откри, Бог го откри своето срце на Аврам. Не му беше сеедно за граѓаните на Содома и Гомора. Бидејќи нивниот грев, знаете, гревот го привлекува Божиот гнев.
И Бог не сакаше да ги уништи тие два градови. Во тие градови имаше содомски греф. Овој содомски греф е денеска по целиот свет хомосексуализм или лесбејство. Истиот греф се шири по целиот свет. И овој греф го повикува Божиот гнев. Но знаете, Бог му не е седно што се случува со овој свет. Не сака да го осуди овој свет. Тој сака да го спаси тој свет. И затоа го откри своето срце на Аврам. И денес, сега, го открива Бог своето срце, дека тој има чувство за овој свет. Пеколот не е створен за луѓето, него за ѓаволот. Бог сака да го спаси човекот. И затоа Аврам, кога слушна Божиот план, што Бог сакаше да направи, тој почна да се моли. И таа молитва е многу важна молитва. Посредничката молитва. Посредничката молитва има голема сила. Драги слушатели, пријатели, брати и сестри, било каде се наоѓаш по целиот свет, сакам да те охрабрам, да ти покажам дека Библијата ни вели, Бог сакаше таа молитва на Аврам, кој почна да вика кон него, да го моли: Господе, ако во Содома и Гомора има 50 луѓе, дали ќе ги уништиш? Слушаме 6 пати како Аврам ја променуваше својата молитва. Тој почна најпрво од 50 луѓе. Господи, ако во Содома и Гомора има 50 праведници, дали ќе го уништиш овој град? Потоа спушти на 5, вика 4, повторо. Вика: Господи, ако има 45, Господ вика: нема да ги уништам. По трет пат: Господи, ако има тамо 40 луѓе, Господ вика: нема да ги уништам, ако има 40 праведници. Потоа рече: Господи, ако има 30 луѓе, дали ќе ги уништиш тие градови? Господ рече: ако има 30 праведники, нема да ги уништим тие два градови. Потоа Авраам му рече: Господа, што ако има 20 праведници во тие два градови? Господ му рече: нема да ги уништам. И тогаш 6 пат Авраам викна и рече: О, Господа, ако има 10 праведници, дали ќе го уништиш тие два градови? Последен пат му рече Авраам: Господе, ако има 10, а Господ му рече: нема да ги уништам тие градови. Драги слушатели, дали гледате какво срце има нашиот Бог? Ако ти си праведник во твојата фамилија, заради тебе Бог може да ја поштеде твојата фамилија, да ја спаси. Ако сме група на верници во Милано, или во Рим, или во Лондон, или во Канада, тамо, и во Австралија, во селото, во градот, делот на градот кај што живееш, Бог може преку тебе да ја спаси твојата фамилија, да ја спаси луѓето кои се околу вас. Кој рече на Аврам да застане со молитвата до 10 луѓе праведници? Зарем Бог му рече: готово е сега, Аврам, немој повеќе да го смалуваш тој број. Аврам тоа го направи. О, мили пријатели, сакам да те охрабрам и сега, во овој момент, кога го слушаш тоа Слово Боже, да твојата вера биде охрабрена, да се бореш, како Аврам што се бореше со Господа и бараше милост за Содом и Гомора. Така навистина и ние да се молиме за Италија, да се молиме за Франција, да се молиме за Германија, да се молиме за наша Македонија, да се молиме за твоето село, за твојата фамилија, за мојата фамилија. Тоа што Бог прави, сакам да те охрабрам, дека Бог ќе исполни својот план. Никој не може да го сопре Божиот план. Верните кој еден ден ќе бидат спасени, кој Господ ќе ги собере, ќе бидат како звездите на небото, ќе бидат како морскиот песок. Господ да ве благослови. Амин.